За или беше предпоследен пат во вашите животи, пред да отидат на постојана работа во Брисбейн, Австралија. Нашите дзуници, нашите славеи, нашите карантин бенд. Добро вечер, бар, кафе бар. И оваа недела, како и секоја недела со вас, карантин бенд. Јас сум Перо Карантин, а ова е... Не е битно. Еве една порака гласи поздрав до сите оние кои што некогаш беа малолетници со еден стар хит. Па вели: луда, луда си по мене ти, што направив, што се заљубив. Млада си ја убава, ко од Бога створена. Гори пламен во тебе, не сум Казанова, свати ме. Оди дома малолетничке, многу млада си за љубење. Pa to je pleti, jega. Облечи се и оди си, се што било заборави. Значи, ова е тоа, дечки, ја што го зборам цело време. Ова е тоа фантазмагорично. Ова е тоа. Само може ли за моја душа онаа песана? Она, не знам, не ми текне као се викаш, ама од оној бендон ме речи го на врв на јази ми е како беше, бе, леле. Бе, песниште. Ми текне. Тамо, на, ајде. Ајде бесам, сит кафано, сит кафано, сит кафано, сит кафано, фано, она ме е оставила, због вина ме напустила. Ајде бесам, Кафано, оставила, због вина ме напустила. Дај мамо, еви, 100 евра и одна жена ми картица да пире, ау, пи***ку матере. Благодаря, момчета, ја таа хубава песна во колата ја слушах. А може ли сега една, вие што викате, македонска народна песна? Македонско девојче, китка шарена, во градина набрана, дар подарена. Това е стара българска песна. Ще ве замолявам на Денко верзијата. Обаче няма проблем. Бугарско нешто било што. Българското момиче, китка красота, в градината защита, мерси за подаря. Има ли? Няма. Ај, вратете ми 50 евра, како се бре? Врати ми 50 евра, што сега?